Поради епидемиолошката состојба со COVID-19 и зголемувањето на бројот на позитивни и заболени со сојот Омикрон на коронавирусот, а по препорака на главниот координативен кризен штаб за справување со пандемијата, владата донесе одлука второто полугодие од учебната година да продолжи на 1 февруари. Од почетокот на оваа година во државата се зголемува бројот на ново заразени со COVID-19, а во последните денови се пријавуваат и по над 1000 ново заразени. Во моментот активни се околу 16.400 случаи. Според заклучокот на главниот кризен координативен штаб, во моментот епидемиолошки земјата се наоѓа во пик, поради што е препорачено да се одложи почетокот на второто полугодие на учебната година до 1 февруари, со предуслов да се упатат апели до родителите за строго придржување на мерките за заштита од коронавирусот. Од владата е најавено дека одлуката второто полугодие да продолжи на 1 февруари нема да влијае на крајот на учебната година, односно таа ќе заврши на 10 јуни, како што е предвидено во календарот за наставната програма за основно и средно образование, со соодветна адаптација на наставните планови. Како дел од одлуката за одложување на стартот на второто полугодие на учебната година, се и задолженијата и укажувањата за Министерството за здравство и за образование и наука, секторот за односи со јавност во владата и јавното предпријатие Македонска радио телевизија допатуваат апели до учениците и родителите максимално да се придржуваат до мерките и препораките за заштита од COVID-19 во домашни услови и на отворено. Вкупно 40 градежни дозволи во ноември издале службите на општинските администрации во 11 локални самоуправи од источниот регион. Тоа покажува дека интересот за градба е двојно зголемен во споредба со истиот период во 2020-та. Кочанската локална самоуправа издала вкупно 5 градежни дозволи, со што се наоѓа во просекот меѓу општините од регионот. Најголем интерес за градење во ноември покажале инвеститорите во Пробишти и Пиштип, каде се издадени и најмногу дозволи, 11, односно 10. Интерес за изградба на нови објекти имало и во Берово, зашто општината издала 8 дозволи. Во Виници и Пехчево издадени се по 2, а во Македонска Каменица и Карбинци по 1 дозвола. Во другите општини воопшто немало интерес за градба. Зголемувањето на бројот на издадени одобренија за градење се толкува како резултат на надминувањето на кризниот период поради пандемијата во текот на летото и есента минатата година, како и намалување на загриженоста кај инвеститорите од развојот на ситуацијата. По известното стабилизирање, градежните активности повторно се обновени. Од вкупниот број издадени градежни дозволи во Кочани, 3 биле за објекти за индивидуално домување на физички лица, а другите 2 за деловни објекти на правни лица. Предвидената вредност на објектите што почнале да се градат изнесува околу 38 милиони денари, што е близу за 20% повеќе во однос на истиот период една година порано. Во канал за наводнување во близина на магистралниот пат Кочани-Делчево во аторот на Виница е пронајдено безживотно тело на средовечна жена. Констатирано е дека станува збор за 56-годишната Јасмина Лазарова од населбата Оризари, која пред неколку дена во полициската станица во Кочани била пријавена за исчезната. Од Министерството за внатрешни работи потврдија дека во вторникот попладне во полицијата во Виница било пријавено дека е пронајден женски труп во каналот за наводнување во местноста Горица. Смртта без траги на насилство ја констатирал лекар од итната медицинска помош. Увид на местото на пронаоѓањето на телото направила увидна екипа од одделението за внатрешни работи од Виница. По насоки од основното јавно обвинителство од Кочани, телото на починатата е предадено на семејството. Откако минатата година поради ковид пандемијата беше откажано одржувањето на традиционалното потопување на Светиот крст во водотеците во Кочанскиот регион, годинава верската церемонија ќе продолжи. Со тоа православните верници ќе го прослават крштевањето на Исус Христос и осветувањето на водите. По повод празникот Богојавление Водици, в среда на 19 јануари, на мостот кај градскиот парк на Кочанска река ќе се изврши потопување на Светиот крст и осветување на водите на реката. Со почеток во 8 часот ќе се отслужи света божествена литургија.
покоја традиционално со литија, сите верни присутни на литургијата, исто и со кандидатите кои што ќе задат учество на светиот чин на потопување на светиот крст во Кочанските води. Заедно со свечена литија ќе се упатат до кај мостот кај градскиот парк, каде што во 12 часот ќе биде потопен чесниот крст. Светиот чин на потопување ќе го направи неговото високопреосвештенство митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение со повеќе свештеници од храмот овде во Кочани. Од храмот Свети Ѓорги во Кочани информираа дека во моментот на подготовката на оваа информација се пријавиле 20 кандидати за фаќање на Светиот крст. Заинтересираните верници кои сакаат директно да учествуваат во верскиот обред во водите на Кочанска река треба да се полнолетни жители на Кочани, крстени во православната вера и при тоа да приложат потврда од матичен лекар за нивната здравствена состојба. Пред почетокот на пролетниот дел од првенството во втората македонска фудбалска лига, екипите го користат преодниот период за да ги засилат редовите со нови фудбалери. Второлигашот Осогово, кој остана без дел од играчкиот кадар, веќе ги пополнува празнините со тројца нови фудбалери. Се работи за млади играчи со известно искуство во настапите за други екипи, а кои за Кочанскиот клуб ќе значат нова енергија во обидот да му помогнат да се извлече од загрозената зона за испаѓање од лигата. Договор за настап со жолто-сините склучи Кристијан Ристовски, играч за врска кој доаѓа од екипата на Кадино. Освен во оваа екипа, тој има настапувано и за Тетекс, Гостивар и Ренова. Во редовите на Осогово во престојната сезона ќе настапува и голманот Матеј Андов, кој е повратник во Кочанскиот второлигаш. Исто така, подновување на играчкиот кадар ќе донесе и Антони Македон Поповски, кој игра во одбрамбениот ред на штоперска позиција, а во Осогово доаѓа од младинскиот погон на фудбалскиот клуб Вардар од Скопје. Од Кочанскиот фудбалски второлигаш најавија дека официјално стартот на подготовките за пролетниот дел е закажан за среда. Во меѓувреме се очекува доаѓање на уште неколку играчи чии имиња до потпишувањето на договорите не ги соопштуваат.